Еден од тие предлози значи постигнување на социјален договор со вработените, кој подразбира исплата на заостанатите плати и придонесите кои се каснат од 2012 година, овозможување на односно проширување на опфатот на законот за материјално обештетување на лица вработени во компании со доминантна државна сопственост, во кој би влегле и дел од вработените од Еврокомпозит. Оваа година бројот на вработени кои ги исполнуваат условите по тој закон, што беше тогаш донесен, е скоро половина, околу 125 вработени. Тоа значително би го олеснило функционирањето на компанијата и би можело да се регрутираат нови млади кадри, но за тоа све да се постигне, а фабриката остане понатака во државна сопственост, ќе треба да се вложи во развој на нови производи, затоа имаме знаење, ноу-хау и стручни лица кои знаат тоа да го направат, да го имплементираат. Друга варијанта би била друга опција би била влез на странски инвеститор или странски партнер, дали 100% би ја купил фабриката или дел. Секако дека и тоа да се случи, повторно ќе мора некој договор да се направи со вработените, односно изнајдување на некое адекватно социјално решение. И понатака како би функционирала компанијата, веќе би било според идеите на тој странски партнер. Ова го доставивте до владата? Да, ова е доставено. Има назнака за што е заинтересирана владата, за кој предлог? Да, најмногу се заинтересирани за вториот предлог, бидејќи историски гледано во нашата држава се докажало веќе 25 години и повеќе наназад дека државата и не е така добар стопанственик и можеби најдобро е овие компании од ваков вид да одат целосно на продажба. Од она јас што го знам е дека веќе доста компании има што се заинтересирани и што доаѓаат, што одат во влада, доаѓаат и тука во компанијата. Можам да ви кажам од целиот свет буквално. Заинтересирани се за ова производство затоа што важи нешто на светскиот пазар во однос на квалитетот кој може да го понуди. Повторно ние ќе настапиме со преговори. Како што кажав и претходно, најдобро е да изнаѓење на трајно решение, ние да продолжиме да работиме за колку толку да можеме да ја одржиме фабриката во живот и да држиме еден, ако ништо друго, барем позитивен имидж за компанијата, за потенцијалните купувачи. Но треба да добијат пари за да работат. Значи, како што ви кажав, и со оваа работа што сега имаме, може да се исплатат дел плати, не на начин како што треба тоа да биде бруто плата и така натака, меѓутоа дел од плата може да се добива, а тоа според мене е подобро од воопшто да не се зема плата.